Во организација на јавната општинска установа Библиотека Искра и литературниот клуб Копнеш, денеска во Кочани се одржа 41-виот детски поетски фестивал Мајски цвет, на кој за една од наградите учествуваа млади творци од 10 градови на Македонија. Поетското читање се одржа во преполнетата сала на Мултикултурниот центар во Кочани. Присутните гости и учесници најпрвен ги поздрави директорката на библиотеката Сузана Георгиева, која воедно и го означи за отворен годинешниот фестивал. Во придружба на гитара на младиот музичар Дарко Миовски, учесниците ги читаа своите поетски творби. Годинава имавме 13 градови учесници од нашата држава. Радува фактот што што расте бројот на учесници, се повеќе и повеќе, значи на младите автори. Радува фактот што се повеќе млади поети творат, посебно во овој месец мај. Се надеваме дека нашата библиотека ќе има во иднина можности за поголем опфат, така што ќе настојуваме овој фестивал да прерасне во републички фестивал еден ден. Минатата година и оваа година, покрај во книги од нашата библиотека, парична која ја доделува покровител за финансиските средства Огњан Јовик, собственик на компанијата Амор. Тој е член на потесното семејство на Димитар Гогов, кој е еден од основоположниците на литературниот клуб Копнеш и по него е и наречена Гран При наградата на овој детски фестивал Мајски цвет. Жири комисијата во состав Бранко Цветковски, писател од Скопје, Љубинка Донева и Јаника Илиевска Ѓоргиева од Кочани. Првата награда ја доделија на Наде Ефремова од Кочани, втората на Лора Минова исто така од Кочани, а третата на Сонја Стојанова од Штип. Наградите во книги што ги доделува Кочанската библиотека и во паричен износ што ги обезбеди Огњан Јович, собственик на компанијата Амор и близок роднина од семејството на Димитар Гогов, ги додели Донет Донев, професор по литература. Јас сум Наде Ефремова од основното училиште Никола Карев Кочани и сум 6-то оделение. Тоа е една надеж да продолжам да пишувам и понатаму. Ја добив наградата со песната поезија. И јас сум Лора Минова и ја добив втората награда на овогодишниот Мајски цвет. Многу сум горда и пресрекна што добив награда со песната Крупни очи. Јас сум Сања Стојанова од основното училиште Гоце Делчев Штип и сум трето наградена на овој фестивал за песничката Мојот јазик, тоа сум јас. Инспирацијата за мојот јазик, дека да го негуваме, да го сакаме, да го зборуваме мечиниот јазик. Председателот на жири комисијата, писателот Бранко Цветковски, за самата манифестација истакна. Ми беше драго што сум член на жирито за годинашната манифестација Мајски цвет. Навистина од она богатство творби што го доби манифестацијата не беше лесно да се изберат најдобрите, но сепак флексибилноста на пропозициите на манифестацијата допушта да има еден поголем број пофалени и 3 главни награди и јас сум задоволен од нивото на литературниот квалитет што е постигнат при учеството на овој фестивал и секако првата, втората и третата награда имаат навистина најголеми шанси и според мене прво наградената ученичка има и еден квантум талент кој што ми се чини и гарантира и добра поетска иднина. Инаку наградата за ментор ја доби Љупка Стојменова, професор по македонски јазик од основното училиште Никола Карев. Наградата за училиште ја доби училиштето Никола Карев. Наградата за библиотека и припада на Виничката библиотека, а наградата за литературен клуб на литературниот клуб при Домот на културата од Свети Николе.